Добар ден, драги мои. Денеска сме со еден прекрасен лик, еден многу добар актер и ценет и признат во таа фела. Мене ми особена чест и задоволство што ќе го угостиме да ни биде гостин Роберт Велјановски. Добар ден. Добар ден, ви благодарам за Како се? бавата почетна најава. Одлично, благодарам. Ке ми биде стварно особена чест и мило што прифатив ти што ќе ни бидете денеска гостин. Целта сепак е да ве прикажеме во едно поинакво светло, луѓето да ве дознаат онака како што сте природно. Да. Ви благодарам, ќе се потрудам да одговорам на задачата. Не се ни сомневаме. Сакам да започнеме од самиот почеток, што би рекле. Кажете ни нешто повеќе за вас, какво дете бевте, вие сте од Карпош, ако не се лажам, така? Да, јас сум роден карпошанец. Да, Си шегувам, роден сум во државна болница, нели? Но па потоа Карпош. Да, вториот или третиот ден како ги пуштаат децата, нели, од болница. Јас сум роден во Карпош, сум живеел целиот живот во Карпош, целото свое образование имам завршено во Карпош. Од основното училиште преку средното училиште па се до нели факултетот и постдипломските студии. Заокружен сум некако како личност во Карпош. Сум живеел на 4 локации во Карпош и едноставно го предпочитам Карпош како едно од најубавите и најдобрите населби во градот Скопје. Точно. Кои се тие 4 локации, ако не е тајна да ги спомнеме? Не, апсолутно не е тајна. Роден сум на улица Шекспирова, односно таму живеев 27 години, потоа се пресели во Жданец. Потоа се вратив малку во старото мало, во друг стан и сега живеам во Дафталиџе, веднаш Карши Веро. Еден од најбавите делови. Да, еден од најубавите и најнапорните делови за живење во Карпош. Во последно, веројатно за најмирен, ако го тргнеме детството, нели, кога Карпош беше сосема поинаков населба за живење, општина за живење. Веројатно Жданец е едно од најмирните и најубавите, најпитомите места за живење. Па високо живеел. Па високо, па сосема поинаква микроклима. Куќи, ги знаете соседите, сите без малку убаво во лето, малку напорно во зима, но во секој случај јас и таму се уште имам локација, нели? Сонувам дека еден ден ќе се изградам куќата во Жданец, каде што ќе можам во пензионерските денови да живеам во куќа со двор, што е една вака за мене убава приказна, да речем. И ние живеевме во стан, но дојдовме во куќа токму заради животните, заради двор, нормално нека куќа е куќа. Братучетка ми живее во стан сега, живееше порано во куќа и ми кажува сега како вика комшијата да не кажам што, да прдне, кај нас се слуша. Так. Новите згради ги прават така некако фушерајски, да кажам, слободно можам. Старите се поинакви. Поинаква изолација има некако. Не сум јас љубител на новите градби, некако како да ви кажам, желбата за брза заработка прави многу проблеми во живењето на луѓето. Суштината е дека јас всушност никогаш не сум живеел во нов стан, да речем, освен кога сум бил дете, тогаш била изградена таа зграда, фамозната 13-та, која што во Скопскиот земјотрес била срушена на половина. И тој дел каде што татко ми купил стан 68 година е нов дел. Но становите што сум ги купувал после се во стари згради, всушност. Паметно. Затоа што имало поинакви, да речем, критериуми за градење, поинаква Тоа е сакав да кажам. архитектура, поинаков поглед на потребите и нештата кои што се потребни за едно нормално живење. Вие сега имате станови во новоградбите, во кои што спалната соба ви е 2,20 на 2 метри, каде што апсолутно едноставно немате простор да дишете. Не е доволно, така. Да.
бараката, односно куќата како таква, ја живеев во барака во Занец, е нешто сосема поинако. Тоа Сосема е поинака приказна, една така е. приказна која што е навистина има свои мани, има свои недостатоци, Така е. да речеме плаќате многу повеќе за да се загреете, но при тоа имате многу поголем комодитет. Вие едноставно комшиите ги среќавате на улица, не можете да ги сретнете пред влезната врата, што е малку нели поинаква, да не речам во ходникот дома, што е една малку поинаква приказна, нели. Поентата, така е. Поентата ми беше, јас сум дете од Карпош 4, живеев цел живот скоро на улица Волгоградска, тоа е она првата улица, знаете. Познат ми е Карпош. Да, Карпош 4 и во руските згради. Сум презадоволен од таа градба на згради, што буквално не се слушаше ништо, например, си имавме приватност. Така. Не е како новите, сакам да кажам, картон згради, така би ги нарекол, тоа е поинакво. Па не, па да, тоа е стилот на градење така. Вие сите ѕидови во новоградбите, па дури и оние што ги делат становите се гипс-картон конструкција, така што Така е, тоа е така малку е. проблематична категорија. На самиот почеток, знаете дека овој наш подкаст, меѓу другото, една од главните три теми се домашните миленици. Сакам да ве запрашам, дали сте љубител на животни, дали сте чувале нешто, дали чувате сега нешто, малку нашите папагали се бучни, но Не, супер ви се беше папагали, јас знам. Знаете како некој мудар има кажано дека како не ги сакате луѓето, не можете да ги сакате и животните, но има и една обратна мисла кај што видите како не сакате животни, не можете да сакате ни луѓе. Не знам дали е во прашање генетика или нешто друго, но да, јас сакам животни, сум имал контакт во животот со животни од мал. што се чува? Да речеме, јас сум чувал пес, куче. Веројатно еден од сите собственици за своите домашни миленици мислат дека се најубавите, но овој објективно беше еден од најубавите ирски сетери во Скопје. Арон Аполон живееше 17 години. Интересни кучи. Интересни својглави кучиња за кои што важи правилото дека чудаци ги чуваат малку. Тоа нели? Не сум знал за ова. Јас имам проблем во животот, јас сум вака доста темелен човек. И кога ќе почнам да се бавам со нешто, се бавам на повеќе ниво, не се бавам само да земам да го нахранам миленичето. Туку Се така. бавам малку пошироко, се обидувам да прочитам, се обидувам да дознам многу повеќе работи. Така и треба. Арон беше од едно скопско легло во аеродром, нели, купен со тогаш живеев во станот во Карпош 2, веднаш потоа за многу брзо време се пресели во Жданец и му овозможи сериозно добри услови за живење. Тој се разви во едно прекрасно животно, благородно, еден феноменален, да речам, пријател, не само миленик. Нешто што во тој период многу работев во драмскиот театар. Многу. Јас имав без малку не знаев кој е репертоарот на театарот, туку секоја вечер одев на работа и согласно костимот кој што ми е закачен. Махинално. Не махинално, тоа беше така, едноставно имав знаете, имаше сезони кога имав по 140 представи во сезоната. Му доаѓа секој втори ден, малта не. Тоа доаѓа секој втори ден во годината, на кога ќе видите дека 3 месеци не се работи во летниот период и не се работи месец дена во зимскиот околу празниците за Нова година, тоа е без малку секој ден. И тоа беше нешто што ме вадеше да можам едноставно да се ресетирам. Вие кога имате домашен миленик, мора да го извадите секој сабајле, мора да го извадите секоја вечер. Има потреби. Има потреби, вие едноставно ве влече да излезете надвор и да се ресетирате сами од себе си. Има милион анекдоти со тој мој Арон.
Баш би сакале да ни спомнете некоја, ако може да се. Еве да речеме неговата прва прошетка во парк, нели, кога поминаа сите оние опасности од добивање на парвовирози и останати болести кои што можат да ги нападнат, нели, малите кутренца. Шетавме низ парк, ирските сетери се кучиња кои што бараат секојдневен тренинг, вежба. Многу душка, ако не се лажам, многу душка сакаат Тоа душка. се птичари по генетика, кучиња кои што служат за лов. Јас не сум ловџија. Прво, не сум љубител на Имав и оружје. такво прашање, но вие веќе го одговорите. Не сум ловџија, не сум љубител на оружје и не сум баш љубител на убивање. Така што сметам дека се што е создадено на овој свет има право да живее. Неговата прва прошетка во парк некаде околу зоолошката градина. Само што го бев пуштил, нели, тој само што тогаш беа првите тренинзи да научи да оди до нога, да се однесува воспитано, што никогаш не се случи во неговиот живот. Он има порив да биде пред вас, да трага, нели? Хиперактивен. Да, согласно неговиот ген. Да. Хиперактивен е. Само што го бев пуштил, нели, од поводникот, со кој што го носе во паркот, едно малечко, туриско, сладко, прекрасно кутренце, се залета и во првата рекичка од оние бари што ги јапе во паркот, рипна право на средина. Потоа, и го нема 3, 4, 5 секунди, ја реков ми се удари кучето и тргнав да влекувам напред и излезе одеднаш, седнаш да му кречи овде на носот на њушката. Тоа беше една вака мала стрес ситуација, која што, но, не постоеше прошетка во парк. Да не фати жаб. Да не влезе во било која вода. Во Вардар, без разлика дали е плюс 35 или е минус 25. Влегуваше, имаше неверојатна потреба од вода, од пливање. Така да тоа беше една така сладка, скромна анекдота. Значи, мене ми е потребен еден ирски сета, заради тоа што знаете, јас сум соколар и често пати одиме со Хари, летаме и Хари лови. Јас не ловам, Хари, тоа е во генот. Кога ќе влезе во Вардар, не е потребно се качи. Да, треба некој да ви го донесе, што сте го ловиле така. Јас имам една интересна анекдота со Хари, буквално на средина од Вардар, лови голуб. И прв пат тогаш во животот видов јастреб како плива. Со крилјата исплива Да, до површината, да. И го донесе губавот без да му побегне, викам, зарем, можно, пливаше. Видете, генетиката е нешто што е неприкосновено. Инстинктите, она што е неприкосновено во животот на животните, така што ние едноставно често пати ги занемаруваме тие нешта, па се обидуваме да ги очовечиме, што за мене е многу погрешна една приказна. Да речеме, јас првите 2-3 месеци, нели, Арон го чував дома и од предпазливост, нели, но потоа Арон живееше надвор цело време. Имаше една одлична кутичка со двојни зидови во кои што имаше стиропор, секоја зима му носев слама, му ставав за да може да му биде утопло и удобно. Но тој токму заради тие причини зимно време стануваше една, како да ја кажам, една грамада од куче, кој што ги имаше сите нели оние подвлакна, влакна и тоа изгледаше прекрасно. Кога видите вака, кој ќе го исчешлоте, тоа изгледаше како, мислам, жени во парк ме го карав, направи некоја глупост, обично. Он имаше потреба да се истри од некоја мрша да најде или нешто што е така право, нешто што има мирис за да се прикрие, за да може да лови, нели? Тоа му е ген.
И направи таква нека глупост во паркот, па се мора да го бањате дома, нели? Да. Он сака вода. не е пријатно. Он ја сака секоја вода, освен онаа вода во кадата, што му е. И го карав, и една господја поминуваше, ми вели: "Господине, ве молам, па не го карате куќето, па видете каква прекрасна црвена боја има. Знаете ли колку жени во градов патат да имаат таква боја на косата?" Интересно. Да. Ара, тука си, Ара, во ред. Се буни, Кога веќе сме кај овие интересни случаи, анегдоти, би ни раскажали ли некоја интересна анегдота поврзана со вашето детство? Какво дете бевте? Видите, јас не бев проблематично дете. Веројатно тоа се должи дел на домашното воспитание. Секако. Но тоа не значи дека сум бил повлечено дете. Не, напротив, сум бил нормално дете кое што многу сакало спортови. Баш и тоа ми е следното прашање. Да речем, јас од својата 8 годишна... тоа е суштината, ствари. Ја бев едно слабо детенце кое што така баш и не оддаваше многу причини дека од него ќе може да настане човек. Од својата 8 годишна возраст почнав да тренирам пливање. И еден од најубавите спортови. За телото, да. Да. Така што тоа ме оформи некако, ми даде некаква сериозна форма на моето тело. Имав и успеси во тој спорт, но знаете како доаѓаат пубертети и потоа ме привлече еден друг спорт, фудбал. Во својата младост, да речеме до својата 18 годишна возраст, тренирав фудбал во Вардар. Што позиција? Тоа е најчудното од се. Не е најчудното. Бев голман. Ја бев голман, 19 години играв професионално, затоа и ве прашав. Каде сте играле професионално 19 години? Во Вардар почнав, дете на Вардар, Локомотива, капитен од 4 години, ФК Скопје, Тиквеш, не знам, Кривав Риси, Победа Зорба, така да многу клубови во работнички бев едно време, така да. Металург, така да. Ние веројатно затоа подсвесно се разбираме. Да. Но голман е најтешката позиција според мене во фудбал. Видете кај фудбалериве, постои нели едно правило дека за голмани не треба да си многу умен, но јас тврдам дека најдобрите голмани се најумните луѓе во екипата. Така е. Но бев лимитиран во една смисла, немав доволна висина за да бидам успешен професионален голман. Да речеме во таа некоја бивша држава, во бившата Југославија, само еден голман имаше висината која што имав јас, 1,73 и се викаше Слободан Јањуш. Тоа време. Но тој беше еден од, тој имаше поинакви квалитети и беше врвен голман, мислам дека бранеше во Сараево, ако не се лажам, или во Железничар, но во еден од тие два босански клубови. И бидејќи не сум второлигашки играч, а имав понуди за играње во тогашна југословенска втора лига, решив едноставно да го оставам тој спорт, потоа малку рекреативно завршив во Алумина, некој сезона или две, а потоа се запишав на факултетот за драмски уметности и дефинитивно морав да ја тргнам таа приказна од мојот живот, но се уште има ноќи кога сонувам како правам паради. Исто јас, дефинитивно тоа е што ти влезе во крвта. Да, и кога гледам фудбал, нели, особено внимавам на голманите. Еден од моите најдобри квалитети беше тоа што бранев пенали многу. Пеналџи. Значи постои само еден човек на кој што не сум одбранил пеналата, човек се вика Васил Рингов. Но многумина тогашни прволигашки голмани му немаат одбрането пенал на Васил Рингов. Добро, да не звучам претенциозно. Не бих сакал тоа да биде така, но навистина пеналите ми беа фах. Инаку
84-та година, кога младинската 84-та или 85-та, сега не ми држите за збор точно, кога младинската екипа на фудбалскиот клуб Вардар го освои купот на тогашна Југославија, младинскиот куп на Југославија. Во финалето Денес сте генерација со Слободан Мутибарич, синот на Драган. Слободан Мутибарич е 2 генерации пред мене. Другар ми е. Да, но сме тренирале заедно во младинската екипа точно. Но Боби беше сериозно добар голман. Саша Илич ми е исто. Саша. Он беше помал од мене, но И Саша го Илич почитам имаше како голман. апсолутно, да. Имаше сериозни предиспозиции да биде добар голман и беше добар голман и направи дури интернационална кариера. И висина имаш. Да. И значи мојот мал придонес во тој, да речам, освоен младински куп е во финалето, тогаш така беа организирани. Прво во Македонија имаше куп надпревари, во финалето во Охрид на Грашница, јас се одбранив 3 пенали. Браво. Тоа го имам документирано. Тоа беше еден неверојатен надпревар. Значи, разликата во квалитет помеѓу младинската екипа на Вардар и онаа на ФК Охрид беше неспорна, но немаваа со камењи од трибини, не можевме да го поминеме целото. Де И на Охрид пенали. како не оно, мислам, мене истото ми се има случајно во Прилеп. Ама да кажам Прилеп, ама Охрид е по-така град. Добро е, ама ете таму на Грашница некои нивни поддржувачи сметале дека можат да го поведат Вардар. Браво, браво. Мислам дека до сега никогаш не сте говореле токму за оваа тема, дека Не, сте мислам биле дека не голман. сум дека говорил сте- јавно, да. Супер. Доскоро играв мал фудбал, нели, за рекреација, како, нели, потреба. И пред некои 5-6 години, 7, веројатно, си купив нови голмански ракавици. И тогаш објавив еден статус на Facebook дека кога имав голман, немав ракавици. Баш добри. Тогаш беа многу скапи во тоа време и немаше каде да се набават. За Да, условениот да. спорт ги продаваш и беа енормно скапи за стандардот во кој што живее. Така е. Ние се разбира имавме некои ракавици од клубот, но тие ги користевме само за надпревари. Па така да јас кога имав голман немав ракавици, а кога купив ракавици немав голман. Затоа што имав некои 45-7 години. Секогаш е тоа така. Доаѓаме до еден момент кога од дете преминувате во момче. Дали од секогаш знаевте дека сакате да бидете актер, дали како се случи приказната да вие станете актер? Заради тоа што обично кога сте мали, нели сите некој сака да биде полицаец, некој дали вие тогаш знаете што сакате да бидете? Полицаец не сум сакал да бидам никогаш, но знаете како има работи што ги сакате, но не знаете дали можете да ги правите. Јас имам завршено средно архитектура и се запишав на градежниот факултет, како што е ред. Нели, не се запишав на архитектура, се запишав на градежен факултет. Подготовките за приемниот испит на градежен факултет, односно математика и физика, вежбите, ги правев додека со младинската екипа на Вардар бевме на 2 турнири, едниот во Сплит, тогаш игравме на помошните игралишта на полјот. Тој настан го памтам, ако се сеќавате, имаше брилјантен хрватски фудбалер на Хајдук, Андријашевиќ се викаше. Тој бил постар за Да, тоа беше од моите генерации. Он даде гол од 18 метри со глава, ни даде гол. Што? Не отепаче. Каков скок е тоа? Имаше едно момче десно крило, Лалич се викаше, кој што не видов дека после направил некаква фудбалска кариера, но не можевме да го стасаме. И потоа Значи од секогаш хрватски имава
подобар фудбал од нас. Па не знам дали имала подобар фудбал, но имала поорганизиран Повеќе фудбал. вложуваат. Повеќе вложувале во тие младенски категории, повеќе вложувале Тоа сакам да кажам, така. во спорт. И веднаш потоа нели на Кварнерска ривиера, таму има една извонена анекдота, летавме со авион Скопје, Белград, Сплит, па потоа од Сплит за Риека. И сега кога се качевме во авионот, имаше релација Скопје Белград, се туваме во Белград, па чекаме транзит авион за Сплит, се качуваме, а се качуваат и игра Хајдук и Звезда тој ден. Се качуваат и сега ние фудбалери, нели, ние млади, нели, но вика овде се вика и младинците на Вардар се во истиот авион и влегуваат двајцата голмани на Хајдук, Пудар и Варводич. Пудар сум слушнал, знам. И Варводич. И сега ни прашуваат, деве голмани ме прашуваат кој ви е голма. Тие двајцата по 2,10, едни грамади, карпи, зимнат, а ја 1,73 едно слабичко. Така да не ми беше баш се едно во авионот, додека се возевме до Сплит. Сте се водели со Пудар, тоа е... Да, и додека нели другите одмараа во периодите кога бевме на тие турнеи, ја морав да ги вежбам задачите по математика и физика за да го положам приемниот испит на градежен факултет. Но суштината е дека Значи, никогаш не сум сакал да се спонтано, бавам. ако свати спонтано вас ви се случило глумата, не е уште од дете да сте знаеле дека сакате да станете. Не е спонтано. Знаете како, јас сум сакал, но не сум знаел дали може. Аха. И во еден момент, Како мене не бев воопшто лош студент на градежниот факултет, да, лош, но во еден момент сватив дека јас не сакам да го работам тоа. Дека никогаш не би можел да го работам. На Дека нема да бидам па околу втора година. Па не било баш втора почеток. година не беше баш почеток. Дека никогаш нема да бидам среќен на која работам таа работа. Како го свативте тоа? Па не знам, тоа се проблесоци. Тоа се проблесоци кои што едноставно ви доаѓаат. Се каете сега дека Не, сте? апсолутно не се каам никогаш. Јас во животот тешко донесувам одлуки, но кога ќе ги донесам одлуките, никогаш не се каам за донесените одлуки. Видете, патишта има многу. Така. И може да тргнете десно, лево, право, да се вратите назад, но единствената одлука која што е валидна, онаа што сте ја донеле и онаа по која што сте постапили. Интересно. Си ги зедов документите од градежниот факултет и отидов на приемен на факултетот за драмски уметности. Јас од секогаш сум сакал да се бавам со таа работа, од секогаш. Јас сум дете кој што е растено во Карпош 2, до драмскиот театар. Јас од 79-та ги имам изгледано сите представи на драмски театар. Тоа било пресудно. Веројатно да. Мојата прва фасцинација од театарот се случи во второ оделение. Значи, ова епизода имам напишано на корицата на мојата книга Структура на театарскиот говор, односно книгата е именувана како За театарскиот говор, што е книга работена според мојот магистарски труд Структура на театарскиот говор. Кога завршив прво оделение, татко ми ме однесе кај дедо ми во село. Дедо ми ме изнесе некаде во полето и како секој дедо, паметам дека ми посла една, нели да не настине Скопјанчето, тоа е суштинска една ваква. Значи потекнувам од битолскиот крај. Татко ми е од село Добрушево. На еден ден дека вака ми посла тоа што го носеше неговото гунче и ме раскажуваше приказна. Приказната беше за некој човек или некој джин кој што се викал Баш човек. И ја раскажувам приказната, ме враќаат во Скопје, почнува второ оделение, ученик во основното училиште Вера Царевиди-Трена и некаде кон крајот на септември или почетокот на октомври памтам бои и затоа знам кој период можам да го лоцирам од годината бил. Во второ оделение не носат на представа во драмски театар, кој што е на некои 150 метри од основното училиште Вера Царевиди-Трена. И во драмски театар мене ми оживеа човекот од приказната на дедо ми. Представата е Баш Челик,
која што сум ја Истата приказна што ми раскажа. приказната што ми раскажуваше дедо ми беше поставена во Драмскиот театар, тоа е едно од култните детски представи на Драмскиот театар и се вика Башчелик. Некаде тоа е 75-та или 76-та година. Дали памтите кој го играл ликот? Не, јас дознав од после кој го играл ликот, но јас со таа представа памтам бои. Прво го памтам салонот црвен на Драмскиот театар, од тогаш црвен. И памтам дека еден џин излезе од едно буре и имаше беше келав со едно репче огромно, имаше еден бинлак од кој што огромен бинлак од 10 литри, кој што целиот го пиеше на екс. Бог да му душа прости, Димче Мешковски е човекот што го играл Башчелик, бинлакот Димче Мешковски. Бинлакот беше се уште во реквизитата на Драмскиот театар кога јас се вработив, го најдов. Тоа е еден бинлак направен со двојно стакло, каде што ставале, да речеме, за представата, за потребите на представата, двојно стакло и помеѓу зидовите на двете стакла ставале литро Кока-кола, која што овој можел да ја испие на екс. Но фасцинацијата е таа. Јас помнам, значи, жолти, црвени, зелени бои, помнам некои коњи во наводници, актери кои што играле коњи, кои што се движеле околу тој Башчелик. И едноставно, низ целиот живот мене ме следи таа фасцинација од театарот како нешто кое што може да оживее. Значи, човекот, џинот од приказната на дедо ми, мене ми оживеа. И затоа никој не може да ми каже дека театарската магија не е вистината. Значи, ако сватив, таа представа била пресудна и после таа представа сте се запишале на. Не, ова е представа која што сум ја гледал во второ оделение. Во второ? Да, во второ оделение, и како една фасцинација за едно дете кое што тлеело тоа, значи во вас. И низ годините тоа тлеело, сум сакал, но никогаш не сум пробал. И јас отидов на приемен на факултетот за драмски уметности. Имав подготвено еден монолог од Црнила на Коле Чашове Младичот и имав една песна од Петре М. Андреевски, четвртото писмо од Дениција. И јас ден денеска не се сеќавам дали првите 4 стиха од таа песна сум ги кажал. Едноставно имам, но знам дека во моментот кога поминале тие 4 стиха, јас сами од себе си во еден момент си велам колку ми е мене овде убаво. Не ме примија на тој приемен испит, полагав уште 3 пати приемен, јас сум приемен, како не многу талентиран човек, приемен сум од 4-ти пат на факултетот за драмски уметности во класата на најголемиот од најголемите македонски режисери Љубиша Георгиевски. Добро, зарем е тоа непишено правило најдобрите денешни актери да се одбиваат по 4-5 пати така? Не, видете, јас... Зашто не сте вие единствен случај на не сум за многу такви. Да, има, не што се денеска маестрални. Веројатно во моментов најголемиот македонски актер Никола Ристановски исто 4 пати на полагано приемен испит. И Тони Михајловски има и Тони Михајловски, да, и се паднати на прва година студии. Но јас никогаш не сум забележал, не сум им замерил зашто не сум бил примен на тој приемен испит. Прво, бидејќи еве денеска се случи да работам и како професор, да. Прво, ќе говорим и за тоа. Никој никому не може да му оцени талент во 5 дена. Тоа е лага. Второ, оној што зема класа проценува дали може да работи со некој или не може да работи. Така што луѓето кои што тогаш примале класи веројатно процениле дека тие не можат да работат со мене или не виделе некаков потенцијал во мене. Но тоа е нивна одлука, ама па знаете како некој тоа одгоре го гледа, па ги реди коцките онака како што вам треба да ви се наредат.
Така што веројатно целата таа приказна била некакво одложување за да можам јас да бидам студент на еден од најголемите. На најголемиот, на Љубиша Георгиевски. Така е. Така е. Јас многу зборувам, да не имате проблем со тоа. Не, слободно. Ако ви кажам дека имам укор од директорот во основното училиште, затоа што сум му се обратил со господине директоре во 80-та година. Не го сваќам укорот, зашто е тоа? Па, видете, во тоа уредување немаше господа, немаше дами и господа, имаше другари и другарки. А пустото, јас бев еден од најревносните членови на библиотеката браќа Миладиновци и на незиниот клон другарче, каде што е сега факултетот каде што предавам. Така. И баш во тој период бев бил читал, ова е неправилна форма на македонскиот јазик, но ја многу ја сакам, многу е духовита. Ја бев бил читал Оливер Твист. Интересно. Дикенс, одлична книга, феноменална книга за таа возраст, нели? Каде што на директорите им се обраќа со господин. Јас имам укор во основно училиште затоа што на директорот сум се обратил со господине. Добро што не ви збркале. Па веројатно може ли да ми збркаат од училиште, нели? Какво време било? Да, тоа беше едно малце поинакво време, но видете, јас пред да донесам став или одлука за нешто истражувам и правам некакви своји логични или логички операции за да можам да го изнесам својот став. За работите од кои што не се разбирам, не говорам. Додека не ги научам. Но кога ќе ги научам, сметам дека треба да го искажам својот став. А што е човек и каков човек е тој ако нема свој став? Вие и од секогаш сум имал став за одредени прашања, токму истото. Тоа што го знам, тоа што не го знам, се ќутам. Видете, не можеме јас. Тоа е тоа. Ако ме прашате нешто од астрофизика, и јас да произнесам став по кој што ќе ви кажам дека тоа е така и никако поинаку, луѓето ќе сватат дека сум апсолутна будала. Затоа што апсолутно не се разбирам ништо од астрофизика. Видете, луѓето за жал не се ни тие виновни. Влијаат многу нешта за нивните одлуки, дали нивните ставови ќе ги кажат јавно или нема да ги кажат. Но, јас како човек кој што претендира да биде слободен човек, тоа е суштината. Вие ако не сте слободен човек, тогаш сте роб. А робовите едноставно немаат право да го кажат своето мислење. И чинам дека ако робот не се бори за слободата, тогаш и заслужува да биде роб. Точно. А секој човек, или оној што претендира да биде човек во вистинската смисла на зборот, има право и треба да го каже собственото мислење за работите што ги познава. За работите што не ги познава, тоа се веќе, како да речам, муабети кои што се нерелевантни едноставно. Точно. Кажете ми, кои актери денешни беа со вас во генерација? Можете ли да ни кажете некоја интересна анекдота од тие студентски денови? Ги има многу анекдоти од студентските денови, да речеме. Јас сум класа на Љубиша Георгиевски, со мене во класата се беа Јелена Жугич, Искра Рокерова, Рувен Смуратовски, Сашо Тасевски, Ристо Голговски, Билјана Хамамџиева. Од нив излезе една плејада на извонредни актери. Прво заради образованието што го добивме од театарското образование што го стекнавме од нашиот професор Љубиша Георгиевски и од останатите професори, но и заради компетенцијата, многу здрава компетенција која што беше наметната во самата класа. Јас ќе ви кажам дека мојата класа на испит по оние што се во наводници неважни предмети на факултетот за драмски уметности, да речеме историја на светска драма и театар. Во мојата класа не постоеше човек што ги нема прочитано сите зададени
драми, за да може и историски во историските периоди, за да може компетентно да одговара на испитот и плюс најмалку 10% од драмите кои што беа поред листата за испитот. Ако ви кажам дека јас сум одел на испит по историја на светска драма и театар со 164 прочитани драми, а биле нужни 60, и ако ви кажам дека мојот испит по историја на светска драма изгледал не со влечење прашање, туку од почеток. Значи јас почнувам да одговарам од почеток на материјалот. И во наредните 4 часа одговарам за целиот материјал што ми е предаден. Таква компетенција развивме, здрава компетенција во класата, што изроди навистина и интелектуалци, да речам, иако интелектуалци се претежок збор, нели, денеска интелектуалец во времето во кое што живееме е многу тешко, веројатно да има 20 или 3 во светот, не во Македонија, и изворени актери. Солунски патарди, според мене е една од најдобрите македонски представи што ни се случува последниве 20-30 години. Вие сте типичен пример на актер што сакам да кажам, еве, таму имавте, ако не се лажам, кратка статистичка улога. После Солунски патарди кариерата ви тргна во нагорна линија. Вака, моите другари, со кои што и денеска сме во од малото, значи оние со кои што сум учел основно училиште, ние сме друштво кое што е задржано. Ние се уште заедно славиме нови години, заедно одиме на годишни одмори, заедно кршиме паричка за Василица. Браво. Јас до моето појавување 97 година во Солунски патарди, јас во драмски театар почнав да играм 93 година, како студент на втора година. Значи, од 93 до 97 јас имав повеќе од 15 представи на репертоар. Од тие 15 представи 4 главни улоги сум имал. Насловни, главни улоги. Моите другари ме признаа за актер во моментот кога го изиграв Цветко Берберот во Солунски патарди. Ти рекол, сега си дечко глумец. Сега си таму. До сега беше нешто, сега си глумец. Зошто? Играш во Солунски патарди. Солунски патарди е една од култните представи на драмскиот театар. Премиерата е 80-та година во Куштилјан. Јас како директор имав среќа да правам едно чествување на 350-тата представа на Солунски патарди. Си игра ли се уште? Не се игра Солунски патарди. Се извинувам, не како директор, како актер, и учествував на 300, изиграв некаде околу 80 представи, затоа што Симе Илиев замина во пензија и јас го заменив во таа представа. Имав една реплика, мислам, 2, 3, 5 реплики, една од помалите улоги што сум играл во животот, но тоа е нешто што е, како да ви кажам, кој што е дел од историјата на драмскиот театар. Солунски патарди играше некаде околу 370 пати на сцената на драмскиот театар. Потоа се направи еден обид, тоа беше мојата прва продукција како директор на драмскиот театар од наследената програма од претходниот директор. Се направи една преизведба, значи повторно беше поставена Солунски патарди од Коле Ангеловски во еден малку пинаков концепт. И за жал таа представа играше некои 2-3 години на репертоар и потоа почина. Но Солунски патарди е представа со која што еве да речеме јас сум пораснал. Јас Солунски патарди пред да се запишам на факултетот за драмски уметности сум ја гледал 18 пати. Концептот на театар комедија да речеме, јас од самиот момент на неговото формирање сметав дека е погрешен. Зошто? Затоа што сметам дека театар комедија треба да биде театар кој што ќе нема вработени актери. Туку што ќе има актери кои што ќе гостуваат во театар. Сашо Ристовски е таму, ако не се лажам. Не, беше, тој сега? беше влюбеник во Зоран Заев, пачуваше негова слика на бирото, мислам како да ви кажам, дегутантни рани. Јас лично сметав дека
треба гостите, актерите во театарот комедија да бидат гости. Зошто? Затоа што вие ќе сватите дека после третата комедија која што сте одиграле, почнувате да личите на во четвртата веќе почнувате да личите на претходните три. Видете, актерите како и сите луѓе се, да не ме разберете погрешно, расиплива роба. Кога вие ќе сватите дека нешто ви функционира кај публиката, подсвесно во следната улога ќе се обидете истото да им го продадете. Ова веќе говорам за занает, за нешто што сум посебно стручен. Ве сваќам. И едноставно почнувате во секоја наредна улога да личите на самиот себе си од претходните улоги. И тоа не е добро во развојот на еден актер. Апропо вашиот муавет, Димче Мешковски ми кажа дека потешко е да насмееш некого, него да го расплачеш. Да, но Сака да каже дека комичар е најтешко во актерската игра, ако го свати добро. Вака имаше една представа во која што јас играв и тоа е представата Лада Лот во режија на Коле Ангеловски и тогашната вода директорка во 2002-2003 година. Тогашната директорка по премиерата Лилјана Белјанова, веде директор беше 6 месеци на драмскиот театар, ми рече: "Ау, па ти си бил и комичар." Видете, добриот актер во суштина работи само со средствата, со изборот на средствата за работа. Добриот актер подеднакво може да игра добро комедија, трагедија, драма. Разликата е дали вие го познавате занаетот, па средствата ги бирате за комедија, за драма или за трагедија. Тешко е да насмееш човек, се разбира, особено во времето во кое што живееме, но тешко е и да расплачете човек. Суштината е дека вие оној што ве гледа, гледачот, треба да го натерате да сочувствува со вас, да живее со вас. Што е комедијата и на што се смеат луѓето? Луѓето се смеат на препознавањето на сопствената глупост. Вие ќе видите човек кога оди по улица, се сопнува од камен и вие почнувате да се смеете. Кажете ми што има смешно во тоа? Апсолутно ништо, човекот може да падне и да искрши главата. Но кога ќе видите на сцена дека актер се сопнал и паднал, вие се смеете затоа што се препознавате себе си кога некогаш сте се сопнале од камерот. Ова е еден краток експлицитен пример за да се разбереме за што говориме. И комедијата, во комедијата значи се бираат само поинакви средства за работа. Во комедијата е добро прво да реагирате, а после да сватите што ви се случило. Додека во драмата вие прво мора да сватите што ви се случило, па да реагирате соодветно на тоа што ви се случило. Така што се работи за чист занает. Она што малкумина го предаваат за жал во Македонија. И веројатно затоа моите студенти се, без разлика на тоа што некои факултети во оваа држава се извикани како елитни, моите студенти се едни од најдобрите студенти кои што излегуваат од факултетите за драмски уметности во Македонија. Затоа што јас предавам занает. Јас не предавам уметност. Уметност вие не можете да предавате. Уметност ја носите во себе или не ја носите во себе. Но како ќе предаваме уметност? И што е тоа уметност воопшто, особено во векот во кој што живееме? Јас тврдам дека после Дешамп и неговиот писоар, кој што е прогласен за уметничко дело, уметноста веќе секој може да ја продава како што сака и како што сака. Театар или филм? Кажете ни, сакам да ни ја објасните магијата меѓу овие две работи, заради тоа што имам слушнато дека актери кои се добри во театар не се добри на филм и обратно. Дали има некаква вистина во сево ова? Има едно правило во мојот занает, вели: театар за љубов, телевизија за слава, а филм за пари. Тоа е вистината. Вака,
Убава поговорка. Па не знам дали е поговорка или некој Актерска. тепан актер ја има вас, мислено, што е апсолутна вистина. Да. Видете, добар театарски актер има сериозни шанси да биде добар филмски актер. Добар филмски актер не значи дека ќе биде добар театарски актер. То се два различни медиуми. Во театарот се зависи од вас. Значи, работите процес 42-45 дена. Режисерот се договарате, ја сработувате представата. И во моментот кога ќе се крене завесата, не постои никој друг освен вие. Ако можам да ве сватам, во театарот блокови кои ќе ви се случат нема назад. Тука е колегата за да ви помогне, ако ви помогне. Се разбира. Во се филм разбира. има сечи лепи врати назад и тоа. Филмот е уметност на режисерот. Вие може да ги направите, може да ја одиграте најдобро сцената во филмот, меѓутоа ако таа концепцијски не влегува во филмот на режисерот, тоа не значи дека ќе биде пуштена дека ќе биде монтирана во филмот. Видете, во театарот сте сам со своите партнери и со публиката. Се одлучувате вие. И за мене филм, јас сакам филм, не дека не сакам филм, не дека не работам филм, но мислам дека ако треба да бирам, ќе изберам љубовта, а љубовта моја е театарот. Сте имали ли некојаш блокови што знаат да се случат на повеќе актери? Например. Сега, Како се справувате со тоа? сега да не бидам претенциозен, ретко ми се случувале. Многу ретко, исклучително ретко. Заради На оваа тема правев исто така момент и со господинот Кирил Андоновски, што исклучително го почитам и го ценам како актер. И он ми спомна дека ниеднашка, нескромно, ама вика ниеднашка не ми се случи, заради тоа што прв го учев, вика текстот сегаш. Тоа дали има некакво поврзано со тремата ли, со што ли? видете, вака, јас се сеќавам само на една таква случка во представата Питачка опера на Вацлав Хавел. Имав една сцена со Миралем Зупчевич. Миралем Зупчевич е иначе босански актер, професор на факултетот за драмски уметности во Сараево. И во војната која што се случи нели во тогашна Југославија, Миралем пребега во Скопје бидејќи жена му е скопјанка и беше вработен во Драмскиот театар во Скопје и учествуваше во 7-8 представи на Драмскиот театар во Скопје. Миралем имаше едно извонредна моќ да го меморира текстот и да работи на македонски јазик. Меѓутоа Миралем Зупчевич заради ограничувањата во јазикот можеше да го репродуцира само текстот што го научил напамет. Во таа една сцена јас го играв Хенри Филч, не сеќам сега како се викаше ликот на Миралем. Јас имам некоја реплика во која што мизансенски сум поставен да не го гледам Миралем. Така? И свртена ке публика, го кажувам текстот, завршувам, Миралем молчи, суфлерот од таа страна, он уствари ми врати, па сега јас сум требало да продолжам. Ја убеден дека ја го слушам суфлерот од таа страна. Ама сте чути. Јас си молчам, тоа не е моја реплика. Веројатно поминаа некои 4 или 5 секунди додека не се свртев да го видам Миралем како очите му беа на 15 сантиметри пред лицето. Значи, избезумен беше човекот, он не може да продолжи додека јас не сватам дека е мојата реплика. Тоа е некој таков блок кој што ми се има случајно во животот. Но постојат техники и постојат начини како вие тоа како вам тоа да не ви се случува. Прво, ја спомнавте тремата. Тремата е одлика на неподготвеност. Не можете да имате трема ако сте подготвен за нештото. Тремата е чувство на несигурност и страх. Ако вие сте подготвен за оно што го работите вечерта, тогаш апсолутно нема простор да имате трема. Јас
трема. Не се сеќавам кога последен пат сум имал. Браво. Но постои нешто друго што се вика усредоточување на нештото што го работите. Да речеме, да ви опишем еден ден од мојот живот кога јас имам представа. Да. Јас кога имам представа, мојот ручек е некаде околу 12 часот и 30 минути и има обврзно парче месо и салата. Работа. Јас во театар сум секогаш во 16 и 30 часот. Од 20 часот е представата. Го повторувам текстот. Не постои представа што сум ја изиграл во животот да не сум го прочитал текстот пред представа. Без разлика дали играме еднаш, 5, 50 или 500 пати. Не постои таква представа. Јас, да речем како дел од мојата концентрација за представата, реквизитерот во драмски театар е задолжен да ми ги донесе моите реквизити на мојот пулт. Не е задолжен да ми ги намести каде што треба да биде. Не, тоа е моја работа. Кога ќе заврши представата, мојот костим јас го закачувам на закачалка. Не дозволувам луѓето кои што ги обслужуваат костимите да ги собираат моите костими. Не ми се случило да ја фрлам кошулата на подот. А и такви работиме. Таа кошула мене не отмирува. Вие имате еден таков, мора да имате еден таков однос кон нештата со кои што работите. Да. Така што блокирањето и ова ми се едноставно несвојствени. Но, видете, тоа не значи дека вие не можете во еден определен момент да заборавите некаква реплика. Но, тоа значи дека ако вие се блокирате, дека вие поима немате што се случува понатаму во представата. Вие ќе изнајдете начин како да се поврзете. Во тој случај, да речеме, кога ќе тргнете да импровизирате нешто, како ќе се вратите назад за да ја продолжите представата? Така е. Разбирате? Се работи прво за пристап кон работата и веројатно знаете како луѓето мислат те глумец, тоа во редот, тамо ќе да ти се пошала, малце ќе се не е баш така приказа, па не баш така, тоа е многу сериозна работа, многу сериозна работа. Пред се е умствена работа. Се разбира, да. Актерите и телесна. Да. Јас не се случило во животот да изиграм представа, да не бидам загреван, гласовно и телесно. Имам 56 години. Се уште пред секоја представа правам стои на раце. И кажувам текст. Тоа ми е едно од прашањата. Кој ви е ритуалот пред секоја представа? Што правите? Ова ми се ритуалите. Ова ми се во 7:15 одам на загревање. Видете, јас предавам два предмети. Едниот е сценски говор со техника на глас, другиот е актерска игра. Има мои студенти кои што се дипломирани и со кои што сум играл во представа, и сега професорот се загрева, ама студентиве нешто баш и не би да се загрева. Нешто тешко. Нешто они тоа го можат и без да се загрева. Но, видете, тоа е пристап и начин на работата. Мене така ми одговара и јас така работам. Секој од нас има свој систем кој што го направил. Здравко Чолич пред секој настав правил склекови, правил стомачни, правил. Значи, знае човекот си ја разбира професијата. Видете, не сум јас појдам во театар да се забавувам. Некој платил билет за да се забавува. И јас морам да му ја испорачам забавата. Така е. Вие сте професор на Универзитетот Европа Прима. Кажете ни, имам слушнато дека тенка е линијата помеѓу лошиот и добриот актер. Има ли некаква вистина во сево ова или е само некаква фраза? Не знам, не сум размислил дали е тенка линијата помеѓу ме фативте неподготвен на едно компетентно прашање. Не сум сигурен дали е овој тенка или е... Видете, во нашата работа ништо од она што сме сработиле претходно не важи за она што е следно. Токму затоа е возбудливо.
Нашата работа е најдосадната, најубавата, најплеменитата работа на планетава Земја. Дали сме свесни дека кога актер ќе почне да работи представа, тој почнува од буквата А. Тој учи да чита. Вие не можете репликата што ја напишал некој друг да ја кажете ако не ја совладате, нели? Што значи Градите дека посебен лик. се разбира. Тоа значи дека вие почнувате да учите да читате. И велите, гневот, о Божице, спеј го на Ахила, синот Пеле. И тоа така оди. За сите реченици, за сите реплики. Јас имаше периоди во животот кога си ги броев зборовите, имам позади секој текст напишано колку зборови, колку реплики има во представата. Ама не, тоа е пристап до работа. Јас не сакам да го натурам никому тоа. Секој си има различен пристап. Тоа е мојот. Ми функционира и окей. Идејата, меѓу другото, на овој подкаст ние да рушиме табуа, а и вие сте таков гостин, можам да кажем, отворен. Сакам да ве запрашам, познавам многу колеги ваши, лични мои пријатели, но скоро ниеден и да не знам да нема некаков порок. Кога мислам на порок, мислам на дрога, алкохол и на таква работа. Имам слушнато дека пред представа обично знаат да се конзумираат некои такви недозволени средства. Што мислите вие околу себе ова? Но вие сте, можем да кажем, еден од ретките што не го прави тоа. Па не знам дали сум еден од ретките. Заради тоа што нели и глумците, не е тоа моја мисла, Сашо Ристовски го спомнавте малку претходно. Не, вие го спомнавте, не го спомнав, јас се извинувам. Не спомнувам јас имења туку така. За Зоран Заев дека Да, спомнавме. да. Он ми спомна дека глумците биле децата на ѓаволот. Децата на ѓаволот? Да, таква мисла имаше дека глумците биле децата на ѓаволот. Не би Со тоа сакав да каже дека глумец може да биде и водител, и глумец, и милион други например работи. Не, видете, тоа се не сакам да го коментирам. Тоа е се вака дегутантни изјави. Напротив. Мојата теза дека апсолутно спротивставена на ова. Не може актерите да бидат децата на ѓаволот. Напротив. Актерите се Не, поред. Актерите се деца на Бог. Актерите на крајот на краиштата се многу блиску до Бог. Кажете ми вие, кој дава живот? Живот дава Бог. Бог и мајката. Дали актерот, кој што еден лик кој што е објективно мртов, напишан на хартија, не постои, не екзистира, му го позајмува своето тело, Му дава позајмува живот. својот глас, му дава живот. Да. Дали е тоа најблиску до Бога? Да. Како тоа може ѓаволот кој што објективно зема животи да биде актерите да биле децата на ѓаволот? Мислам глупости се тоа. Тоа се луѓе кои што Го имате ли слушнато вие ова или Не, прв пат го слушнав од вас, но ова се мисли на луѓе кои што својата некомпетенција во однос на она што го работат ја извитоперуваат за да бидат во најмала рака интересни. Инаку, актерската игра е игра волева. Значи, со својата волја, притоа експлицитно тврдам дека доколку не сте 100% свесен, доколку 100% не владеете со своето тело, вие не можете да бидете добар актер. Употребата на алкохол, наркотични средства и останати стимуланси не се дел од актерската игра. Зошто? Затоа што актерската игра прво е базирана на заедничка работа. Ние колективно градиме чин на уметничко дело. И сега, ако јас во тој чин кој што го градиме заедно, секој ден настапувам поинаку,
какво ќе биде тоа уметничко дело. Теоријата на театарот вели дека денешната представа треба да биде иста како што било онаа вчера и да овозможи следната представа која што ќе се игра утре да биде иста како оваа денеска. Или ова е на ниво на теорија, на ниво на пракса, приближно најиста од денот на премиерата. Вие ако дојдете надуван, како ќе бидете ист како што сте биле вчера. Вие немате појма што правите првата месец. Но има и такви глумци, сигурно дека... Видете, има се, во оваа држава имате политичари кои што работат за личното добро, а не работат за општественото добро. Така што има се. Не велам дека нема, има. Јас не можам да го разберам, но можам да не се мешам. Да речеме кога сликар прави такви работи. Тој е сам со своето дело. Да. И не сум баш сигурен дека тоа отвара некакви нови светови, глупости се тоа. Да. Тоа отвара само нешта кои што можеби сте се плашеле јавно да ги кажете, па ви требаат стимуланси за да ги кажете јавно. Така е. Што е исто една категорија која што би ја подредил под кукавичлук. Јас тврдам дека Петре Прличко има, Бог да му душа прости се разбира, исто и на Ристо Шишков, знае повеќе занает од многу дипломирани актери во Македонија. Нашата работа е занает, не уметност. Ние уметност создаваме, ама вие за да создавате уметност мора да познавате занает. Вие не можете да насликате. Денеска илјадници фолиранти се кријат под плаштот на уметноста. Тој не знае да нацрта портрет, а ми продава шлакотница од слика која што тврди дека е неразбрана уметност од невидени размери. Дури и тој не ја разбира што нацртал. Кога сме веќе кај оваа тема, што мислите, еве, например, во Холивуд има многу глумци што немаат факултет за глума. Се разбира. И се одлични актери. Кај нас, например, не познам некој таков. Освен што го спомнавме Петре, Бог да го прости, не може ни да се припари да се глуми ако нема факултет. Добро, знаете, кај нас сега тоа е вака, прво Холивуд го споменавте. Знаете колку актери живеат во Лос Анџелес? 6.200.000 актери живеат во Лос Анџелес. Секој од нив оди на аудиции и си го бара местото под сонцето. Во меѓувреме работите во келнери, молери, таксисти, шо и да се преживее. Од тие 6.200.000, не повеќе од 5.000 ќе изборат место под сонцето. И тоа, од тие 5.000, само 10 души ќе бидат во оние ап продукции холивудски. Во Лондон, во моментот, има 14.000 актери. Само 2.000 живеат од глума. Сите други работат други нешта. Јас мислам дека во Америка дури таму има драмски студија и школи кај познати предавачи на актерска игра. Генерално се за филм, но има и за театар. И вели тој завршил во школата на Ли Страсберг или не знам кај кого. Додека кај нас веројатно е тоа оставштина од социјалистичкото општество, ние како уредување имавме факултети за драмски уметности, како што има Русија по рускиот модел, некако така одеше таа приказна, но треба само да се прави голема разлика помеѓу нешколован во наводници актер без диплома и дилетант. Тоа се кај нас сега се појавија курсеви. Добро. За глумци, Тони Михајловски направи една школа. Не, тоа се сосема различно. Тоа се курсеви за деца. Мислам дека немаат граници.
Беше ако сватив од 7 до 77 години. Аха, добро, да, но Но што со тоа кога ќе не, ворете, видете. Секој има право на крајот на кришата како на ниво на хоби да се бави со театар. Јасно, него не може да конкурира на некој кастинг. Епа не може затоа што на кастинг може, мислам дека на кастинг може, но не може да конкурира за во професионална представа. Кај нас е такво устройството. Јас на крајот на криштата, јас почнав да се бавам со политика, затоа што сватив дека вие можете да влијаете врз нештата и врз процесите само одвнатре. Не можете од надвор да влијаете. Не можете да излезете пред влада и да викате сакам да ми го смените законот за култура. Никој нема да ве слуша право. Затоа мислам дека е добро, не знам дали е добро, но затоа јас сум влегол во политика, за да можам на процесите да влијам однатре. Мислам дека малце е време да позборуваме за политиката, доколку можеме. Вие сте член на ВМРО ДПМН од која година? Јас сум член на ВМРО ДПМН од 2001 година. Има колеги ваши глумци? Не, се извинувам, 2002. И ќе ви кажам точно како станав член на ВМРО ДПМН. После изборите 2002, после оној нели на 15 септември, јас на 16 септември, ќерка ми имаше 2,5 години, се ја зедов за рака и појдов во првиот тој живе рожданец, во првиот штаб на месен комитет, влегов со неја, викам добар ден, имаше внатре 3-4 луѓе. Добар ден. Ето викам добар ден. Би сакал да се зачленам во ВМРО ДПМН. Тој ме гледа вака, вика, молам? Викам би сакал да се зачленам во ВМРО ДПМН. Тоа е ден после паѓањето од власт на ВМРО ДПМН во 2002 година. Помирата на И викам молам, викам да се зачленам, сакам членска карта во ВМРО. Абе ти не си нормален, ми вика. Викам не борец, сакам да се зачленам. Значи од тој ден сум член на ВМРО ДПМН, не сум бил активен до 2013 година, сум бил да речеме поддржувач, не сум се бавел активно во политиката. Но од 2012-13 година сум активен и тоа некои велат многу активен. Има многу колеги ваши глумци што вела дека глумците не треба да се занимаваат со политиката, но вие го спомнавте, тоа ако ве сватив, вие спомнавте дека за да ги промените нештата, морате да влезете во нив, така, па за да глумецот во смисла на Платон е зоон политикон, исто како и секој друг жив човек, така што не гледам причина зашто еден глумец не би можел да се бави со политика. Кога може доктор? Нели? Така. И тоа таму штетата е поголема. Доколку докторот, не знам која партија, лекува пациентот било која друга партија, ако сака да му се одмазди за нешто, може да го убие. Актерот не може да го убие овој што доаѓа да го гледа на представа. Но мислам дека апсолутно секој има право да се бави со политика и да се бави на крајот на криштата. Вие и кога работите представа, сакале вие или не сакале, упатувате некаква порака. Таа порака може да биде социјална, може да биде хуманистичка, може да биде не знам каква и може да биде политичка. И на крајот на криштата политичкиот театар е легитимен правец во театарот, нема тука нешто што е. Така, Роберт, советник сте во општина Карпаш. Сум. Каква е релацијата со градоначалникот Стефчи Јакимовски? Не, ние сме во супер релација, мислам, имаме една ваква релација на континуирана конфронтација. Дали ги поддржувате например процесите што треба да течат, дали има сопки тука, дали како е тоа, каков е вашиот однос? Јас сум советник во општина Карпаш и сум координатор на советничката група на ВМРО ДПМН во општина Карпаш. Заради тоа што често пати градоначалникот кажува дека има сопки околу. Да ми е жив и здрав градоначалникот, апсолутно му го посакувам сето добро на овој свет. Но јас како човек и како член во советот, едноставно не можам да дозволам некои работи да бидат правени спротивно на законот. И такви ли има? Па мислам дека некои работи се прават, се прават, а не се во согласност со законите во оваа држава.
Така што јас едноставно немам намера да отстапам од некои ветувања кои што сме ги дале. И тоа е суштината на нашето недоразбирање, на нашиот конфликт. Сега, јас не знам какви обврски има превземено градоначалникот кон неговите гласачи, но едноставно тоа не е во нашата програма и ние едноставно не можеме да се приклучиме кон такви действија. Главно суштинскиот проблем е тоа што ние одбиваме да ги гласаме доповите во кои што имаат згради, затоа што сметаме дека Карпош е пренатрупан и дека станува лошо место за живење. Сега, ако некој смета друг дека треба поинаку да биде, ние не сметаме така и тука е конфликтот. Но во секој случај станува збор за еден исклучителен борец. И јас тоа бескрајно многу го почитувам. Човекот се бори со сите средства. За жал, понекогаш вклучувајќи и непопуларни, а и не баш многу законски средства, но тоа е негов избор. И секој од нас ќе си одговара за своите постапки пред државата, ако успееме да ја консолидираме и стабилизираме, за ова да стане некакво пристојно место за живење. Имаше низа навреди кон вас на Фейсбук, да е жив и здрав. Следам, и вие му вратите на многу културен начин во коментар. Многу интересно беше тоа. Видете сега, јас не можам да го спуштам собственото ниво. Процедурално што го спомна, знаете зашто? Нема, видете тоа, прво човекот не се бави со такви работи, нема мислите дека он го има тоа направено, го имаат направено некои луѓе кои што му монтираат таму, некои гавашчиња негови кои што трчаат околу него и кои што му ги средуваат тие. И тоа, видите сега, од друга гледна точка, тоа беше вака, можеше да биде многу интересно. Доколку во процесот тие успеале да ја мултиплицираат двојната експозиција. Значи да стане тројна, четворна, петторна експозиција и да има на повеќе места. Мене ме разбираш, тоа дури можеше да биде интересно, но вака беше само глупо. Но тоа е негов избор и јас не се мешам во изборот на другите луѓе. Јас одговарам само за моите избори. Така, него сакам да ве пофалам, секој очекува на такви зборови, дали човекот нормален и така натака, да не кажам сега мислам сите, очекува некаков одговор сличен на тоа што е напишано. Но вие бевте многу културни, секоја чест. Сега како да ви кажам сега, јас се бавам со една професија која што со право, нели? Мојата професија е на работ, на заумноста. Границата помеѓу лудилото и актерството е многу тенка. Нели, и сега, добро, во ред. Ме упатил 2-3 пати на психијатар. Добро, благодарам многу. И ја бев на психијатар и психијатарот ми рече дека треба да го посоветувам, дека треба да си најде добар адвокатски тим. Не да си најде добар адвокат, туку дека треба да си најде добар адвокатски тим. Што правиме сега? Не знам јас тоа. Јас ништо не правам. Си има луѓе кои што прават. Добро. Малку сакам да ве прашам околу... вие сте дете од Карпош. Така. Како било... Глупаво е да кажам во вашето време, зашто и сега е ваше време, него кога сте биле помлад, на кој начин вие и вашите врсници тогаш сте се пуштале кон девојка, како сте освојувале? Не знам дали сега некој некого освојува. Ова како што гледам јас, како што се движат приказниве, тоа се обавува на социјални мрежи и да, парите се круцијални во таа приказна, но видете. Сега јас да почнам да говорам за тоа ќе биде само една жал за младост. Јас сум човек кој што живее сега и тука и така да многу да, беа убави времења, бевме млади, можевме се да направиме, тоа млади, глупи, зелени, тоа беше све супер. Но секој има право да си го живее собствениот живот, онакако што мисли дека треба да си го живее. Се е поразлично, животот е поразличен, времето во кое што живееме. Дали мислите дека девојчето дало корпа или дечкото не се доволно потрудил? Што е според вас? Ако вие мислите дека ние мажите бираме, вие сте во длабока заблуда. Веќе бираат жените. Ние само сме тука при врзочето кој што е одбрано. Ништо повеќе, толку. И толку имам да изјавам на оваа тема. Благодарам.
малку играме пинг-понг навака натака, но така е интересно. И пинг-понг игра, знаете, така да не си Така, гледате. Да. кажете ми до кај сме со паркот во Карпош 4 кога сме веќе кај општина? Со парк депонијата, Од Карпош 4 до Нерези, Лепенец, Да, Лајата. паркот А на видете, Кеот таму на треба Вајда. да се направи проект за санација и ремедијација. Таму има закопано канцерогени материјали кои што се блиски до бунарското подрачје и се наоѓаат во втората заштитна зона на бунарското подрачје Нерези и Лепенец. Тоа мора да се санира затоа што можеби не за 6 месеци, можеби не за 1 година, можеби не за 3. А зашто не се санирува Па тоа? затоа што се прави штитат криминали. Затоа што од таму исцрпен материјал кој што некаде велат, јас не сум стручен за тоа и не знам, но велат дека е некаде околу 5,5 до 6 милиони евра исцрпен градежен материјал, чакал и песок. И дека плюс дополнителни 3 милиона закопан шут, отпад, цел медицинар и отпад од инфективна клиника. Нешта што можат да бидат канцерогени за некои идни времиња. На ефективна клиника таму е за Да, таму е закопан отпад од инфективна клиника и закопан е цел медицинар со се азбестни плочи, кои што се некаде секаде ги менуваме, имаме програма О, е во општина Карпош за катастрофа невидена. Што го слушам. Значи имаме програма во општина Карпош во која што општината субвенционира менување на азбестни кровови. Да. Нели? Да. СЕА, ние таму имаме закопани, како се вика, азбестни плочи, кои што за некој временски период кога тоа ќе се распадне, Предизвикуваат ракови, апсолутно, чиста глупост. може да бидат канцерогени, Така. а од тие бунари не пијат само карпошани вода, пијат целото Скопје. Ами само карпошани да е доволно. Ама не е многу важно, луѓе сме, еден не сме да е, малци, вие еден тука да е. имате, вие таму не смеете да плукнете во второто заштитно подрачје. Тоа е сериозна работа. Тоа е, си играте со загрозување на граѓаните на Скопје. Тоа е многу сериозна работа. Но ќе дојде ден кога сето тоа ќе мора да се санира и да се да се направи ремедијација на просторот. Така што се надеваме дека инако сега таму има иницијатива за правење на парк. Значи да се заборави тоа што е внатре, да се стават 15 см земја и да се насади трева за тоа да изгледа убаво. Еве сега видите и јаболкото кое што кралицата и го даде на Снежана да ги Беше вратам во бајките, беше убаво, ама беше отровно. Така е. Така што тоа е тоа. Така е. И вашата ќерка е исто така актерка. Вие сте глумеле заедно во Бистра вода. Какво е чувството, мислам, не во иста сцена, него во исти филм. Какво е чувството во исти филм да глумите со вашата ќерка? Видете, јас тоа е една вака малце поголема приказна. Јас никогаш не сум влијал врз изборот на мојата ќерка. Мојата функција како родител е да ја поддржам ќерка ми во она што сака да го работи. И никако поинако. Таа се запиша, конкурираше нели, на факултетот за драмски уметности, веројатно затоа што Роберт Велјановски е татко, не беше примена, па потоа студираше една И година. таму ли има? Таму ли се оди? Тоа е друга Политика. приказна. Тоа е друга приказна, ајде, неважно е сега. Потоа студираше една година во класата на професорот Мето Јовановски на Универзитетот Европа Прима. Повторно конкурираше на факултетот за драмски уметности, беше примена и дипломираше со просек 9,64. Браво. Што е просек повисок од мојот и малку така имав еден конфликт дома, и како можеш да бидеш попаметен од мене, јас сум професор. Се шегу. Јана е исклучително талентирана за јазици и за други нешта, но веројатно нејзиниот порив да се бави со оваа работа потекнува од најмало детство, таа на втора година средно училиште кажала на мајка ѝ: види, мамо, јас мајка ја советувала, ти види се, втора година си, па треба да се усмериш кај ќе одиш, нели, понатаму во животот. Па она рекла: јас од трето одделение знам што ќе студирам, само не кажувам дека тато дома збори дека не е добро да се биде глумица. Не се јавува жена ми, вика: те молам, немој да ми го фрустрираш дете. Јас седнав, нели, на едно кафе, тогаш почна да пие кафе. Викам: ќерко, како така ти, ако решиш да бидеш хигиеничарка, тато е должен да те поддржи да бидеш хигиеничарка, толку. И се развиваше така како што се развиваше, јас не се мешав во нејзиното школство.
затоа што прво не е етички, второ не знам докаде се со програмата, таа си имаше свој професор, она е дипломирана во класата на професор Зоја Бузалковска. Апсолутно нема никакво влијание. Јас одев да ја гледам само на испити и притоа коментирав најмалку што може да се коментира, затоа што можев да го нарушам процесот на нејзиното актерско воспитание. И дојде ден, ете да играме во иста серија, Бистра вода, среќа немавме ниту една заедничка сцена, но мислам дека таму успешно го покажа својот актерски талент, раскошен актерски талент, за кој што сум јас многу горд. Знаете, на секој родител се чувствува убаво и чувствува гордост кога неговото дете ќе остварува некакви успеси во животот. А посебно, сигурно кога годи по стапките на својот татко. Па да, ама тоа е повторно во делот на субјективноста, каде што ние сме субјективни во тоа, имаме потреба, нели, иако јас експлицитно секогаш сум велел дека нашата работа е многу тешка работа, дека она што публиката го гледа е само врвот на ледената санта, а дека се друго одоздола е многу проблематично, дека човек треба да биде исклучително силен за да успее во оваа професија. И упорен, така. И упорен, да, се разбира. Така е. На жалост, драги мои, дојдовме скоро до самиот крај. Си промоветивме, мислам дека еден одличен разговор, искрен. Професорот Роберт Велјановски го видовме во едно свето, се надевам какво што до сега не сме го виделе никогаш, и ми е особена чест и драго што токму тука и кај нас бевте толку искрен. Јас ви благодарам, јас само се надевам дека гледачите нема да ми замерат што сум малку екстензивен, но доброто е сега до личноста. Одлични бевте. За самиот крај би ве запрашал ваше животно мото. Моето умирено прашање. Да го сублимирам некако, веројатно моето животно мото би било: живеј така за да оставиш нешто подобро за оние кои што доаѓаат после тебе. Драги мои, подобар крај од ова мислам дека не би имале. Стиснете лайк доколку ви се допадне ова видео, нормално поддржете не со ваш сабскрайб и споделете го ова видео. Се гледаме. Ви благодарам за поканата. Секогаш.